За околу 15 милиони евра пораснал трошокот за плати и надоместоци во ЕСМ минатата година во однос на 2023-та, пишува во најновиот извештај на компанијата. Електрани во моментов е меѓу оние со големи минуси во касата, но и големи долгови. Од бројките во документот може да се види дека примањата на членовите во управниот одбор достигнуваат и до 2500 евра. Таму има 7 лица, па според некоја груба пресметка, за нивните примања месечно се издвојуваат над 13.000 евра. Од ЕСМ тврда дека платите се исти, како и коефициентите, и дека до промена на примањата може да дојде само поради евидентираниот раст на просечната плата минатата година. Инаку лани во управниот одбор учествуваа лица и од претходната влада, а во август по промената на власта беа назначени нови членови. Во делот на зголемениот трошок за плати, удел има и тоа што е пораснат бројот на работници, односно во евиденцијата се вклучени и оние од ТЕЦ Неготино централа која претходно функционираше како посебен правен субјект, но влегуваат и други вработувања. За околу 60% зголемени се и трошоците за административни и судски такси, но пораснали и за нотарски и адвокатски услуги. За фрапантни, над 1000% се зголемили трошоците за казнени пенали, надоместоци на штети во однос на она што било планирано. Заклучно со декември лани ЕСМ има евидентиран долг од речиси 200 милиони евра за долгорочни кредити код домашни и странски банки, а лани била набавена и струја во вредност од 100 милиони евра. ЕСМ важи за голем загубар со минус од 123 милиони евра. За разлика од Електрани, втората поголема енергетска компанија Мепсо во моментов работи со добивка. Таму успеале да си ги качат и платите за 26%, па така просечната достигна до 1000 евра. Сепак во нивниот годишен извештај примањата на оние кои се дел од управниот одбор не се објавени.